Во ова издание на неделната хроника на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Скопјани бесплатно ке може да го одлагаат капастиот отпад, а ке бидат санкционирани доколку го одлагаат во контейнери. Кисела вода и Црвен крст со проект за помош на граѓаните од високите температури. Газибаба освен со аеродром, сообраќајно ке се поврзува и со кисела вода. Во македонската јавност веќе 2 дена на големо се зборува за поканата која Македонија ја доби за влез во НАТО алијансата, но и за забавата која македонската влада ја организира по тој повод. Во 14 градови во Македонија голем број музичари ќе ги забавуваат граѓаните кои ќе одлучат да бидат дел од оваа прослава. И градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска ги повика граѓаните утре вечер да дојдат на школка во градски парк и заедно со него да уживаат во звуците на Кирил Ѓајковски и Архангел. Градот Скопје е дел од големата граѓанска прослава која што ќе се организира во 15 градови ширум нашата држава заедно со најголемите домашни звезди. Ве повикувам сите граѓани на Скопје утре во 21 часот на голема прослава во градскиот парк кај школка, каде што ќе ве забавуваат македонските звезди Кирил Ѓајковски, Архангел и Кепундат. Шилегов исто така ја нагласи големината на овој настан и потенцира дека и локалната самоуправа, односно градот, ќе ја почувствува придобивката од влезот на Македонија во НАТО. Сигурноста и безбедноста на граѓаните, која што се постигнува со членувањето во овие асоциации, значат истовремено и можност за интензивен економски просперитет како на државно, така и на локално ниво. И самите гледате, во последниве неколку месеци, од ден на ден, чекор по чекор, и Скопје се менува. Членувањето во овие асоциации, имајќи ги во предвид искуствата на другите држави, покажуваат дека и главните градови во овие држави остваруваат видливи резултати во подемот на локалната економија. Развиена локална економија со зголемени домашни и странски инвестиции пред се значи подобар живот за сите граѓани на Скопје. Започна градежната офанзива во општина Газибаба за санација и реконструкција на улици во повеќе населени места. Неделава започната е санација и асфалтирање на повеќе од 21 улица, а се работи на уште 8 улици. Се асфалтираат улици во населеното место Инџиково, а се подготвуваат улици за асфалтирање во Сингилич, Камник, Железара и Трубарево. Како што најави градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, во населените места Страчинци, Брњарци, Црешево, Булачани и Раштак ќе се асфалтираат улици кои беа оштетени од поплавата, а според најавите на градоначалникот ќе се продолжи со реконструкција на улици и во урбаните места низ општината. На овој начин ја заокружуваме комплетната наша обврска во делот на реконструкција на сите уништени улици кои што беа од поплавата. Секако продолжуваме и понатаму со капиталните улици кои што ни се од суштинско значење. Тоа се улиците во Железара, во Автокоманда, во Кераминица и во Вардариште. Градоначалникот Георгиевски најави дека од септември започнуваат со активности за булевар Асном, кој заедно со град Скопје треба да се изгради од Скопски саем до хотел Русија, а ќе започнат и со техничко поврзување на булеварот пролетна офанзива кој што треба да ги спои хиподром и Кисела вода, со цел да се создаде побрза врска. Од септември веќе отпочнуваме со булеварот Асном, кој што заедно со градот Скопје ќе треба да го изработиме од Скопско сајмиште до хотел Русија, а од друга страна започнуваме со техничко поврзување на булеварот Пролетна офанзива кој што ќе треба клучката во хиподром и населеното место хиподром да го споиме со Кисела вода и на тој начин да создадеме побрза врска и можност да луѓето побрзо се движат во овој дел на градот.
Општина Аеродром почна целосна реконструкција на јавното осветлување во населбата Лисиче. Од општината информираа дека во рамки на активностите се заменуваат старите со нови метални столбови за јавно осветлување, кои сега се наоѓаат во дворните места на куќите во населбата. Освен замената со нови, столбовите кои со години се наоѓаат во приватните дворови, ќе бидат поставени на јавна површина, односно на тротоарите. Станува збор за 265 столбови и околу 330 нови светилки, за што општината издвои 6 милиони денари. Исто така континуирано се врши тековно одржување на осветлувањето на целата територија на општината, а во текот на годинава е планирано и за прв пат целосно осветлување на трговскиот центар во населбата Лисиче. Општина Газибаба соопшти дека ќе работи на разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора, чии делови се прогласени за ерозивни подрачја. Делови од Скопска Црна Гора се прогласени за ерозивни подрачја и подрачја загрузени од ерозија, две нивоа кои означуваат дека постои трошење на земјата во овој предел. Како најкритични, експертите ги посочија селата Раштак, Булачани, Црешево, Страчинци и Брњерци, а има и опасни водотеци кои исто така доведуваат до водна ерозија. Според истражувањата од тимот професори од Шумарскиот факултет, вкупната површина на ерозивно подрачје во оваа општина е 3441 хектар, соопшти општината. Од Газибаба најавија дека заедно со Центарот за развој на Скопски плански регион ќе работат за разрешување на проблемите со поројните води на Скопска Црна Гора, истакнувајќи дека со заеднички средства ќе изработат студија преку која ќе ги мапираат проблемите за ефикасно да бидат решени. Газибаба наведува дека целта е преку овој долгорочен проект да се спречи водната ерозија во овој регион и никогаш да не се дозволи да се повтори катастрофалната поројна поплава која се случи во август 2016 година, во која најзасегнати беа токму овие села во подножјето на Скопска Црна Гора. Граѓаните на Скопје од денеска кабастиот отпад ќе може бесплатно со сопствен превоз да го одлагаат во центрите за селекција на отпад во Карпош, Вардариште и во претоварната станица во Шуто Ризари. А доколку кабастиот отпад го одлагаат во контейнерите кои се наменети за комунален отпад, ќе бидат санкционирани од инспекцијските служби. Ова денеска го најави директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена, кој апелираше да се почитуваат термините за одлагање комунален отпад и рече дека центрите за селекција и претоварната служба каде што може граѓаните да го одложат кабастиот отпад, стар мебел, електрични и електронски апарати, ќе работи од 7 до 19 часот, а постои можност и со специјално возило на комунална отпадот да биде транспортиран, а оваа услуга граѓаните може да ја добијат на бесплатната линија 0800 222 33. Од денеска граѓаните на градот Скопје согласно законот за јавна чистота ќе се забрани кабасниот отпад или градежниот шут да се одлага во садовите за отпад, како на јавните површини, и за секое прекршување на овој закон се предвидени санкции што ги испроведува инспекцијските служби при градот Скопје и општините. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје им нуди можност да го одложат без никаков паричен надомест. Иако според оперативниот план ние 6 пати во неделата треба да ги собереме и да исчистиме во градот, ние сепак 7 дена во неделата ги вршиме чистење и празнење на садовите за отпад. Раководителот на инспекторат на град Скопје Мирослав Богдановски информираше дека ќе бидат зголемени инспекцијските контроли, а за таа цел се во координација со општинските инспекторати, со кои заедно ќе работат на црните точки во градот каде што се создава отпад. А на располагање ќе имаат и 2 дрона со кои секојдневно ќе се следи состојбата на терен. Градскиот инспекторат започнува со реорганизација на самиот инспекторат. Веќе сме во координација со општинските инспекторати, каде што ќе ги здружиме капацитетите, општинските капацитети со градските капацитети и во иднина ќе бидат зголемени контролите во однос на отпадот што се создава во градот.
Во координација сме исто и со екопатрола од комунална хигиена, каде што ни се предочени сите црни точки, да речам, односно диви сметлишта. И во наредниот период инспекторите ќе имаат на располагање два дронови, каде што ќе биде снимана, да не речам секојдневно, состојбата на терен. Исто така ги ослободуваме и велосипедските патеки за велосипедите, пешачките патеки за пешаците. Наредниот следува интензивен период, каде што ќе бидат превземени сите мерки градот да заличи една светска метропола. На прашање за отпадот на клинички центар, директорот на комунална хигиена Шабани рече дека досега неколку пати е чистен од нивна страна доброволно. Иако немаат обврска тие да го чистат просторот, туку само да ги празнат контењерите кои се поставени во кругот на клинички, зашто клинички на комунална хигиена и должи 30 милиони денари. Во интерес на пациентите и во интерес на граѓаните на градот Скопје, ние неколку пати, значи самоволно бевме активни кон чистење на клинички центар со помош и на другите предпријатија, меѓутоа таму треба да се чисти секој ден. Значи ние можеме да имаме акции еднаш неделно или месечно, меѓутоа не е наша обврска. Тие досега, откако јас сум дојден во ова предпријатие, значи цели 6 месеци, од време на време ние имаме такви акции, меѓутоа оние треба да си го најдат решението. Имаме и еден друг проблем, односно спор, кој што клинички центар на нас као предпријатие ни должи некаде над 30 милиони денари. Меѓутоа ние пак, кога е потребно, пак ќе излеземе во пресрет. На старите и хаварисани возила местото им е во отпад или во гаража, а не на паркинг, каде што зафаќаат место и оневозможуваат да се паркираат возила и покрај проблемот со немање доволен број паркинг места, реагираат жителите. Ваков проблем постои во населбата Автокоманда во општина Газибаба, од каде што жители за овој проблем се обратија до Прва Скопска. Тие велат дека пријавено и во општина и во ПАЈАК службата, но од ПАЈАК службата им посочиле дека надлежноста за одстранување на хаварисаните возила е на општините и за нивно одстранување од јавни површини се грижат општинските комунални инспектори. Побаравме одговори од општина Газибаба за тоа кои се плановите на општината за хаварисаните возила. Оттаму ни одговорија дека општина Газибаба е запознаена со проблемот со хаварисани возила на јавните површини. Токму затоа надлежни комунални инспектори излегоа на терен и на собствениците на возилата кои не се во возна состојба им изрекоа опомена за да ги отстранат во одреден рок. Доколку и понатаму хаварисаните возила не бидат дислоцирани, инспекторите ќе постапуваат согласно законските мерки. Од општината исто така соопштуваат дека дел од собствениците на кои им биле изречени опомени веднаш ги отстраниле возилата, а за останатите упатуваат апел да го сторат тоа во најкус можен рок, со цел да се ослободат паркинг местата. Во спротивно ќе постапуваат согласно законските мерки. Во рамките на реализацијата на проектот чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали во општина Илинден, во тек е машинско и рачно чистење на секундарниот А канал во населбата Илинден во должина од 3000 метри. Од почетокот на годината досега се исчистени 26 километри отворени одводни канали, од кои 4300 метри се новоизградени канали како дел од реализацијата на проектот за изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферските води, согласно акциониот план за чистење на каналската мрежа за 2018 година. Во рамки на континуираното машинско и рачно чистење, нивелирање и одржување на главната, секундарна и терцијална мрежа на подрачјето на општината, следува чистење на главниот канал горна зона во централниот дел од населбата Илинден и населеното место Марино во должина од 4000 метри. Поради рамничарскиот терен на кој што се наоѓа општина Илинден, подложен на покачување на нивото на подземни води, континуирано се одржуваат главните, секундарните и терцијалните одводни канали во должина од 120 километри, со кои што се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води.
Проектот Мој Карпош, моја картичка, општина Карпош ке започна да го спроведува од втората половина на септември оваа година. Во рамки на овој проект, вкупно 230 бизниси изразија интерес да дадат попусти и бенефиции на граѓаните на Карпош во одредени денови или периоди од денот. Целта на проектот е да се раздвижи економијата на локално ниво, граѓаните да купуваат и да користат услуги по пониски цени, а фирмите да имаат поголема посетеност и поголема добивка. Градоначалникот Богоев најави дека ќе биде изработена веб страна со регистар на фирми, а ќе се развие и мобилна апликација за електронско користење на картичката. Граѓаните добиваат попусти во многу сфери и со оптимално користење на картичката граѓаните ќе можат да заштедат сериозна сума на месечно ниво. Подготвиме и вебсайт каде што ќе биде целата база на вклучени компании во овој проект, каде што ќе може сите да видат кој што нуди, кој каде нуди и кој кога нешто нуди. Тоа да биде една водилка на граѓаните. Ќе го искористиме и нашиот нов магазин Карпошин, исто за промоција дополнителна ваша, и секако крајната фаза е да развиеме и сериозна мобилна апликација преку која граѓаните ќе може дополнително во реал тајм, бидејќи се наоѓаме во едно време на развиени информатички технологии и интернет, да се информираат каде, кога и колку имаат попуст на територија на Карпош. Од општина Карпош информираа дека во текот на летниот период ќе бидат склучени меморандуми за соработка меѓу општината и сите субјекти со цел да се регулираат правата и обврските и да се конкретизираат бенефитите што ќе ги понудат бизнисите. Собствениците на бизниси во Карпош очекуваат дека ова ќе најде на голем интерес од граѓаните кои ќе имаат многу поволности. Сите знаеме дека во општина Карпош има многу граѓани и проектот кој што го започна општината е тоа, значи, да има секој со овие картички што ќе ги добијат граѓаните. Значи, добиват и попуст со тоа што нема да имат потреба, значи, додат низ цело Скопје да бараат попусти по продавници, по објекти. Значи, сето тоа ќе го има во општината Карпош. А со тоа што добиваат, значи, самите граѓани добиваат во време, на крајот на месецот, кога ќе видат на својата картичка дека, кажеме паушално, добиле заработка од 2000 денари или 3000 денари со тоа што купувале во општина Карпош, тоа е на некој начин бенефит како што се Lioness кешбеш картички, во кои што профитот е многу помал. На социјалните мрежи утринава се појавија фотографии од забетонирани дрва, проследени со реакции на граѓани. Станува збор за реконструкција на велосипедската патека на булеварот 8 септември во Карпош, при што поради несовесно работење на работниците, дрвата покрај патеката беа целосно забетонирани. По реакција на граѓаните, екипите на јавното претпријатие улици и патишта повторно излегоа на терен и се обидоа да ја поправат направената штета. Раководителот на градски инспекторат денеска информираше дека штетата ќе биде санирана, а дрвата ќе бидат вратени во првобитната состојба. Наведовте дека ќе ги ослободувате велосипедските патеки за пешаците. Има реакции на социјалните мрежи за патеката велосипедска кај Александар Палас, дека при бетонирањето се избетонирани дрва. Дали е направен некаков пропуст? Тој проблем е веќе решен. Дрвата се вратени во првобитна состојба и таму веќе немаме проблем. Станува збор за пропуст или кога се асфалтира патеката мора да... Конкретно, деталите не можам да ви ги кажам, меѓутоа тој проблем го решивме. Надлежниот инспектор вчера се случи тоа, денеска искочивме, проблемот е решен. Со соопштение се јавија и од град Скопје. Од таму велат дека вчерашната слика не била од финалниот изглед на патеката. Ви информираме дека објавените фотографии се направени во текот на извидбата на патеката и не го представуваат финалниот изглед на теренот, велат од таму, не потврдувајќи дали таква е процедурата на работа или е направен пропуст при извидбата на велосипедската патека. Возило на Црвен крст ќе патролира низ најфреквентните улици во општина Киселавода во деновите кога температурата на воздухот ќе биде на 35 степени, а на граѓаните ќе им се делат и шишиња со вода за пиење. Активностите се дел од проектот Топлотен бран што општина Киселавода го спроведува во соработка со општинската организација на Црвениот крст. Совети и информации за превенција од евентуални несакани последици по здравјето поради високите температури. Граѓаните може да добијат на телефонските броеви
073-211-417 и 071-289-203, секој работен ден во период од 11 до 16 часот. Се работи за проект во кој локалната самоуправа учествува со кофинансирање, а истиот е содржан во програмата за 2018 година на секторот за местна самоуправа и социјална грижа, заедно со општинската организација на Црвен крст на Кисела Вода, информираат од општината. Кафе киното на Скопско лето, кое вчера вечер почна со филмот Смртта на Сталин, ќе продолжи до 21 јули со проекции од 21 часот во Сулијан, факултет за ликовни уметности. На програмата вечерва е војната драма Во 4 ѕида, во режија на Филип Ван Луи, копродукција на Франција, Белгија и Либан од 2017 година. Романтичниот трилер Духовите на Исмаел ќе биде прикажан утре вечер, а в недела е францускиот крими трилер Заштитник во режија на Жан-Франсуа Рише. Во понеделник, 16 јули, публиката на Скопскиот фестивал ќе може да ја види унгарската драма За телото и душата, снимен минатата година. Во наредните денови ќе бидат прикажани и француската комедија Откачени трудници, кинеската акцијска авантура Смарт Потера, мистеријата Телма, копродукција на 4 земји, американско-јапонската романтична комедија Парис може да почека и комедијата Тивок замок. Билетите се по цена од 100 денари и може да се купат на билетарницата на Сулијан. Управата за заштита на културното наследство денеска на археолошкиот локалитет Скупи ги презентираше досегашните реализирани конзерваторско-реставраторски работи на Античкиот театар. Реализираните и идните активности ги презентираше директорката на Управата за заштита на културното наследство Елеонора Петрова Митевска, која напомена дека за околу 2 месеца се очекува комплетната реставрација на Античкиот театар во состав на локалитетот Скупи. Оваа година мислиме да се задржиме најмногу на гледалиштето, на првите редови од гледалиштето, бидејќи сметаме дека тој дел е најзагрозен и тој дел би требало да се направи со оваа фаза, односно со анексот на проектот кој што го направивме, во кој што реков ја тргнавме реконструкцијата и ќе се прави само конзервација и реставрација. Од театарот имаме сочувани само околу 4 оригинални седишта, од кои што едното дури било уништено, од кое што се кршело камен кој што било употребено за ѕидовите, за жал, така што не можеме да се пофалиме со голем број на седишта кои што би можеле да бидат употребени. Како што беше истакнато денеска, во август 2016 година биле почнати конзерваторско-реставраторските работи на гледалиштето на Античкиот театар на Скупи, а прекинати во септември 2017 година поради немање дозвола за градба согласно постоечкиот основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на гледалиштето. Поради тоа, а заради соодветна заштита на остатоците од Античкиот театар, изработен е анекс на основниот проект со кој ќе се извршат сите потребни конзерваторско-реставраторски работи согласно со Законот за заштита на културното наследство. Започнат е процес за негова реставрација, конзервација и реконструкција во 2016 година, кој што е прекинат во 2017, пред се заради фактот што сметавме дека реконструкција не е потребна во овој момент, бидејќи не исполнуваше одредени членови од законот. Покрај градење на седишта кои што не постојат, значи не можеме да претпоставиме дека такви седишта можело да има во толкав број и така наместени. Она што најмногу пречеше тоа е дека требаше да се направи оплата од мермер, односно од травертин, што не е забележана кај ниеден театарски објект во Римската империја. Така што тоа е апсолутно неоригинална идеја да се работи на некој римски објект, односно на римскиот театар, што претпоставува дека не би можело да биде автентично.
Археолошкиот локалитет Скупи се наоѓа во западниот дел од подножјето на Злокуѓанското кале во општина Карпош. Градот Скупи за време на римското владење е населен со римски воени ветерани, со што добива статус на колонија, највисок ранг на град надвор од Рим. Како единствена римска колонија на територијата на Република Македонија, локалитетот Скупи е еден од најзначајните археолошки локалитети во Македонија. Последните систематски истражувања на театарот во Скупи се реализирани во период од 2013 до 2016 година од страна на Музеот на град Скопје во соработка со Институтот за историја на уметност и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следите ги и понатаму неделните прегледи на вестите.